Јас сум Драгана Ѓокич, директор за продажба во Групер. Започнавме во 2011 година, кога само 7% од интернет корисниците во Македонија купуваа онлайн. 10 години подоцна, оваа бројка е веќе 40%. Групер одигра значајна улога во развојот на e-трговијата во Македонија, едуциравме илјадници корисници да ја направат својата прва онлайн трансакција и стотици компании да се приклучат кон онлайн продажбата. Веруваме дека заслужено го носиме епитетот пионир на пазарот на e-трговија. Во моментов имаме повеќе од 270.000 корисници, соработуваме со над 3500 компании, мобилната апликација има над 150.000 симнувања. Сето ова не прави најголема платформа за e-трговија во Македонија и меѓу најголемите на Балканот. Покрај тоа што сме дигитална компанија, сепак не бевме имуни на ситуацијата. Доживеавме силен удар пред се поради тоа што патувањата и услугите беа најпогодени индустрии од пандемијата, од друга страна пак истите имаат и многу значаен удел во нашите приходи. Сепак сметам дека агилноста и брзата реакција на промени беа наша силна страна, па така ја препознавме потребата на корисниците да најдат се на едно место и од друга страна на компаниите пак да мигрираат онлайн. Од тука произлезе идејата за Групер Шопинг Мол, кој што го лансиравме минатата година во март. Тоа е нашата маркетплейс платформа, која што за кратко време прерасна во најголем онлайн трговски центар во Македонија со преку 100 онлайн продавници. Ова е веројатно сонот на секој стартап. Успешната приказна и потенцијалот кој го има Групер беа препознаени од страна на полската компанија Payton, која што е дел од ASECO South Eastern Europe групацијата. За Групер ова значи ново поглаве за кое што сме многу возбудени. Неодамна прославивме 10 години од нашето постоење, а влегувањето во групацијата се очекува да го забрза растот и да го отклучи целосниот потенцијал на брендот. Како лидер на пазарот на e-трговија, Групер додава вредност во групацијата и представува раст на регионалната експанзија на групацијата на полето на e-трговија. Оваа аквизиција представува моќна синергија меѓу компаниите и како резултат на тоа имаме големи планови, па затоа може да очекувате многу нови производи и иновации во периодот кој што следува. Следете на. Сметам дека водењето на бизнис во e-трговија бара многу знаење и е комплексно од една страна, но е навистина интересен предизвик. Така што сите оние кои што сакаат да се бават со ваков тип на бизнис, пред се би ги посоветувала да останат мотивирани, посветени, да работат со голема пасија, упорни и секако никогаш да не се откажуваат, бидејќи иднината е сепак во дигитализацијата.